Добре дојде на сите. Прво нормално на сите луѓе што се приклучија, а вас гостите ќе ве представам еден по еден. Супер што се сите присутни, еве повеќе се вклучуваат, добиваме и некои мејлови дека некои можда и не успеале, не знам што е со Зумов денеска, можда и преокупиран, пошто нели сите се сега на некакви социјални мрежи, на Зум се работи, па најверојатно се и овие алатки што ги имаме на располагање се преокупирани. Како и да е, добре дојде на сите, добре дојде на сите вас, драги гости, што ја прифативте оваа покана, заеднички да споделиме искуства, да дадеме некакви совети, за да покренеме нели таа некоја колективна интелигенција, затоа што во овој момент сите ние имаме нешто заедничко. Сите сме засегнати од короната. Сега прашањето е кој како се справува, нели? Меѓутоа, пред да ве представам, сакала Лимба да ја дадам збор. Лимба е исто, значи, моја колешка, клиентка на некој начин, соработничка во овој проект за свесното лидерство во бизнисот и заедно ќе го водиме овој настан. И Лимба е исто така и коуч, работи и се може и сама еве да се представи, меѓутоа во ова својство е исто така заедно, значи работиме на овој проект. И вие сте први, не значи дека нема да има повеќе, нормално. Сакаме да прошириме оваа идеја, да поканиме понатака и други свесни лидери како вас. Повели, Лимба. Благодарам, Марина, многу. Прво благодарам на сите, нели, уште една што дојдовте и на сите присутни. Ние имаме и други вебинари кои што ги држиме со Марина и огромен интерес има уствари од луѓето, нели, за да слушнат нешто корисно. Заедно со Маја. Така, заедно со Маја, да, Маја е повторно тука, во друго својство сега. Со нас е таму исто така хост и уште други, нели, двајца кои што соработуваме, бидејќи тоа е малце подолго трае, но се покажа како многу ефективно, очигледно дека на луѓето нели им треба да слушнат и друго видување, освен вестите и новостите што ги слушаат нели секој ден. Јас сакам да започнам со еден автор на книга кој се вика Джим Колинс, кој го нарекуваат како магионичар на менаџерството. Има напишано едно од книгите е од добар до одличен. Во што е нели книгата, односно што сака да каже, дека во момент на криза или кога има било каков предизвик или проблем во некоја компанија, тоа што ги одвојува уствари добрите од одличните или извонредните е баш фактот како се справуваат со ситуациите и нели проблемите, односно да речеме дека тој пишува дека нели тие што се само добри или просечни само зборуваат за проблемите. Ги идентификуваат и нели зборуваат дека да, има проблем. А тие кои што се извонредни, нели, прават нешто во врска со тоа, односно превземаат некаква акција, спремни се на промени, значи да, добро, имаме проблем, сега што од тука понатаму. Така да Марина ќе ги представи нели нашите денешни гости и поентата на ова што сега го кажав е дека сите гости кои што тука се уствари со нас денеска се уствари луѓе кои што веќе нели свесно превземаат нешто и се дел од тие кои што отстапуваат од просечките, да речам, бидејќи нешто прават во врска со тоа. Сега ние ќе слушнеме што тие прават, па можеби на некој од присутните ќе им биде од корис, нели, како они се справуваат во вакви ситуации и каков совет ќе ни дадат на сите нас, нели. Марина, може едно по едно. Прво да ги представиме. Јас би почнала, еве мене како што сте ми вака наредени, не знам кај вас кој како е нареден. До мене на овој на Zoom скринот ми е Стефан Јовановски. Стефан Јовановски е директор на човечки ресурси во А1 и 18 години лојален на компанијата која што претрпела всушност и многу промени, за тоа ќе слушнеме малку покасно и доста интересно. Значи, ова на некој начин што се случува сега за Стефан не е ништо ново. Ќе видиме понатака, може би малку поразлично, меѓутоа начинот на кој што се справува со промените е интересно.
Друга наша гостинка е Марина Бадаровска-Мишевска, која што веќе 6,5 години работи како хотел менаџер во Казино Фламинго хотел, која што нејзина карактеристика е праведноста, значи и најважна карактеристика што е истакнувала за себе, што е добила во овие 6,5 години што работи како хотел менаџер во Казино Фламинго хотелот, е можноста да креира свој врвен тим. И тоа е интересно како тој врвен тим сега се справува со оваа ситуација во која што се наоѓаме сите. Друга наша интересна гостинка е исто така Викторија Шотаровска-Трајкова, која што 12 години работи како самостоен менаџер и сега ова морам да го прочитам, бидејќи за мене е долг термин, регионален менаџер на ПИКО. Тоа е компанија која што работи со трговија со сировини и производство на полуфабрикати и функционални додатоци за прехранбената индустрија. Дали погоди, Викторија? Одлично, Марина, ти благодарам. Да, што е исто за нејзе карактеристика, вклучена е од почетокот, од отварањето, разработувањето и секако развојот на оваа компанија во регионот, во Албанија и Косово. И од неа исто така ќе слушнеме, затоа што сигурно се соочила секако со многу промени и како се снаоѓа со тие промени, што научила од сите тие промени, така да во понатамошниот разговор ќе слушнеме многу повеќе за тоа. Исто тука до мене блиско е Дејан Маџовски, кој што работи како менаџер за организацијски развој и развој на таленти во Пивара, веќе 4,5 години таму. 15 годишно искуство во човечки ресурси, HR менеджментот во неколку различни индустрии и е фокусиран на развој организацијска култура, развој на посветеност на вработените, значи директно насочен кон развојот на вработените, а покрај тоа исто така и постдипломски студии, предавач на постдипломски студии и како деловен коуч. Значи и од Дејан исто така ќе слушаме како се справува со оваа ситуација Пивара и секако вработените. Тука и со нас Никола Евтимов. Никола Евтимов тоа не слушнав, не дознав колку години работи Никола Евтимов во Алкалоид. Верувам исто така долгогодишно искуство. Повели Никола, колку години? Од 2008. Од 2008, да. Тоа е исто... Од 2008, да, Марина. Да, 2008, така? Да. Да. Да, окей. Нешто е... интернетов кај мене, може би малце послабно. Ние те слушаме одлично. Значи, Супер. Да, супер. Од 2008 работи исто така како директор на одделот за човечки ресурси во Алкалоид. Од 2008 до сега е исто така многу години и Алкалоид знаеме сите дека се развива, расте и во регионот и секаде присутна, така да е интересно да слушнеме како Алкалоид се справува со оваа ситуација. И наша гостинка е исто така Маја Ацески, која што е 19 години во семеен бизнис, во текстилната индустрија и работи како продукцијски менаџер и извршен менаџер. Интересно и тоа да видиме како семените бизниси се справуваат во оваа ситуација. Така да имаме интересни гости. Гледам и бројот на нашите учесници на овој вебинар се повеќе и повеќе се зголемува. И сега, интересно, ќе почнеме со првото прашање. Евелинба нека го постави првото прашање. Ќе го поставам првото прашање. Маја рече дека е прва во дневник. Да. Маја Ацецки, да, по презиме. Да. Маја вака, значи, каква е реалноста кај вас во компанијата? Бидејќи знаеме дека, нели, ситуацијава моментална, кај секој од вас на различен начин, нели, делува. Значи, каква е вашата реалност? Што вие правите? Што се случува кај вас? Благодарам, Марина, за најавата. Поздрав за сите учесници, поздрав до партиципантите. Првен неформалниот дел да го завршам.
Ви благодарам уште еднашка за оваа окажана доверба, за да допринесеме некако и да пренесеме некоја порака на учесниците. Што прави нашата компанија, која е реалноста во моментов? Реалноста е дека работиме. Значи, тоа е најголемата реалност во моментот и за среќа или за несреќа, мислам, тоа е добро сега во моментот. Ако не работевме, ќе имавме друг проблем. Сега кога работиме, се соочуваме со други предизвици. Мислевме дека стекнатото искуство во претходните години, значи сите правила, прописи кои што сме ги наметнале како компанија, ќе допринесат за некоја кризна ситуација од ваков тип, затоа што ние како компанија постоиме 30 години и имаме доста кризни ситуации по минато. И мислевме дека тие, кога се случуваше ова пред 2 месеци некаде далеку во светот, не толку блиско кај нас, мислевме дека прописите и правилата кои што ги имаме креирано како компанија ќе допринесат да бидеме флексибилни и стабилно. Всушност мислевме дека имаме некоја сигурна мрежа креирано, која што ќе не заштити во оваа ситуација. Но кога дојде моментот тука кај нас, во реалноста, всушност свативме дека таа сигурна мрежа не функционира и свативме дека единствена сигурна мрежа ни представува вербата што ја имаме во себе и вербата што ќе можеме да ја пренесеме на нашите вработени да издржиме во овој процес. И така почнавме. И така веќе овој месец и функционираме. Немаме дефинирани правила и прописи, секојдневно како ги менуваат властите, така ние се адаптираме, но пробуваме да останеме смирени, со здрав разум и да функционираме секојдневно и да се адаптираме и да бидеме флексибилни на промените што се случуваат. Меѓутоа, реалноста е дека фабриката во Скопје работи. Да, значи ние имаме 4 производствени погони, 2 се во Скопје, 2 се недалеку од Скопје во Тетово, во Тетовскиот дел. 3 производствени погони ни работат, едниот за жал сега мораше да го стопираме заради тоа што се појави некоја ситуација, тоа е во село блиску до Тетово ТРЦ, се појавија 2 случаи кои што беа позитивни на COVID-19 и чисто заради небрежност, заради тоа што сепак тоа е мало место населено, одлучивме да појдеме на годишен одмор. На годишен одмор, да. Значи реалноста е 3 погони работат. Да. Едниот е затвор. На годишен одмор едниот, да. Океј, тоа е интересно. Значи тоа кога се случи тоа? На годишен одмор појдовме од средата. Од средата до средата функционираа сите производствени погони, во кои што вкупно бројме бројка од околу 250 луѓе. Така да генерално до средата добро се справувавме, значи добро се справувавме со зададените ситуации и неволи, но мислам дека и сега ќе излезе на позитива. Да, океј. Благодарам. Јас ќе предам кај Викторија. Викторија, бидејќи вие сте со прехранбена, ја ќе предам и на ти малце, пошто е неформално, неформално дружење, сите сме по дома, некој е во канцеларија. Меѓутоа, Викторија, ти си во прехранбена индустрија. Каква е кај вас реалноста па сега во оваа ситуација? Ја најнапред би сакала да се заблагодарам за поканата. Сметам дека ќе биде интересен вебинар и она што ми е баш драго, Марина, и сум ти благодарна пред се тебе, што препознаваш во мене свесен лидер. Тоа навистина ми е од големо значење. Значи, во цела оваа ситуација, во оваа светска криза, која што апсолутно никој не очекуваше и не мислевме дека вакво нешто во овие рамки може да се случи. Фала Богу, можам да кажам дека сме во прехранбената индустрија, нешто кое што евентуално ако умира, на крај умира. Во ситуацијава, почнувајќи од кризата која што дојде кај нас тамо од 10 март, ние реално работиме со забрзано темпо. Во текот на првите 2 недели, во текот на март месец, беше многу зголемена побарувачката на суровини.
за сите области од прехранбената индустрија, од причина што најверојатно маркетите ја забележаа навалицата од широките народни маси и сватија дека треба да си ги наполнат своите магазини, да имаат резерви на готова храна. Соодветно на тоа, нели тоа е еден ланец, производителите кои што ние ги снабдуваме со суровини, забрзо накупуваа суровина од нас и на таков начин ние реално генериравме навистина голем обем на работење. Како што се полнеа магазините, како што се трошеше робата, нели, како што си правеа лагер и залихи луѓето дома, така производителите постепено забавуваа со производство и нормално се намалуваше и побарувачката на суровини. Кој ќе кажам намалуваше, сметам на оние нормални граници, оние нормални нивоа кои што претходно сме си ги генерирале. Меѓутоа се појави една ситуација која што беше очекувана. Ние работиме со сите области од прехранбената индустрија. Најголем сегмент ни е кондиторијата. Исто така млечна, месна, пекарство, лесна хемија и фармација. Кондиторијата, која што е наша најголема гранка, најголема бранша, почна постепено да опаѓа, затоа што таа област е извозно ориентирана. Некаде околу 80% од нивното работење е извозно ориентирано. И практично тие беа движечката сила во прехранбената индустрија до пред кризата. Меѓутоа, земејќи предвид дека кризата навистина нападна многу интензивно и во горе-доле во исто време на секаде низ Европа, нивните нарачки, контејнерски, камионски забавија, односно многу од веќе нарачаните се пролонгира или откажа, и истите производители се најдоа во една многу непријатна ситуација. Сега, бидејќи ние имаме дисперзија во рамките на нашето работење, опфаќаме многу области, остана многу добро да работат овдека локално кај нас млечната и месната индустрија. Реално, во една ваква криза, мора да се нагласи дека народот се знае што јаде. Јаде леп, млеко, јајца, баш буквално основни продукти, а сето она што значи така наречен луксус во вакви времиња, на евентуални, не знам, слаткиши, чоколади, така натака, веќе е во втор план. И реално голем обем на работење се појави во рамките на таа млечна и месна индустрија, овдека локално. Сега за сега се справуваме одлично. Нормално, убрзаниот начин на работење и сите тие нешта мораше и ние да ги прифатиме како промена и таа промена соодветно требаше да ја изреализираме со цел да не се соочиме со реален проблем на исполнување на потребите и барањата на клиентите, зашто пак имаше и други фактори кои што повлијаја. Многу контејнери забавено пристигнуваа. Тоа значи дека робата почнуваше да касни. Многу камиони истовремено беа откажувани затоа што дел од транспортерите не сакаат да возат во најризичните краеви. А ние работиме буквално со целиот свет, набавуваме суровини од целиот свет. И оние кои што се далеко од Блискиот Исток или евентуално од Кина, Индонезија, Малезија суровини, забавено пристигнуваа, се знае, поради кризата која што претходно беше кај нив, а пак овдека во Европа заради тешката транспортна логистика, значи тешкото пронаоѓање и организирање на таа логистика. Истовремено цените на транспортот се покачија, тоа соодветно, да, сериозно се покачија, за некои си 20 до 30% и покрај тоа што паѓаше цената на нафтата. И тоа се одрази на цената на крајниот продукт, меѓутоа ние како лојален и сериозен добавувач на суровина не направивме промени во нашите цени, поготово не на оние кои што беа договорени со конкретните купци и покрај сето тоа кое што влијаеше на нас и секако паѓа на наш терет. Многу промени претрпевме, со промените од оваа гледна точка изигравме, сметам, прилично добро. Се адаптираа и колегите на работа, ги прифатија нештата. Секако на почетокот имаше негодувања, меѓутоа успеавме да се ускладиме, земејќи предвид дека тимот навистина е сериозен и работи повеќе од 18 години во компанијата. Релативно е мала флуктуацијата, така да буквално моите колеги од мојот тим се многу долги години во истата и они точно знаат каде треба, нели, да попуштиме, каде треба да бидеме помалку или повеќе толерантни, ама се на се до овој момент одлично изигравме. Значи, Викторија, кај вас ситуацијата, реалноста е дека вие всушност имате сега многу работа.
Да, значи во рамките на месец март работата беше зголемена, веќе кажам во цифри изразено, за некои си 20% дополнителни и покрај тоа што генерираме големи обеми по принцип во рамките на нашето работење. Сега април месец, бидејќи како што споменав, залихите се направени и по маркети и кај крајните купци, малку е забавено, меѓутоа тоа се некои нормални отстапки кои што беа очекувани и со некој моментален ребаланс на нашиот буџет што го направивме, веќе влегуваме во рамките на таа игра. Искрено се надеваме дека нема да трае многу долго, односно во рамките на овој месец, до крајот на месец април, дека сето ова ќе се заврши за општо добро и навистина ќе продолжиме да функционираме со едно нормално темпо. Да, окей, благодарам. Сега може да се префрлиме кај Марина. Како е кај вас, Марина? Како е реалноста во казино Фламинго хотелот? Добро вечер пред се на сите. Благодарам Марина за организацијава и на се пред клиенти. Кај нас како е? Кај нас реално затворено, значи од првиот момент владата која ги донесе одлуките за затварање на казиното, тоа беше најтешкиот момент за нас кои сме тука научени на темпо 24/7 да работиме. Прв пат ова се случува на колегите кои се тука од отварање на објектот и е ситуација која што прв пат сретната, во ниједен момент не разработиле дека би можело да биде затворен објектот. Меѓутоа хотелот продолжи да работи од причина што го дадовме целиот капацитет на државата да го користи како државен карантин. Ги ставивме вработените во служба на државниот карантин и хотелскиот дел сега е повторно отворен и работи, само во поинаква форма, некоја која што се вели во кризно време, во вонредна состојба, како сите што ни е позната, момент на кој сите е нов. Пред се вложиме многу напред да обезбедиме здрава и безбедна средина за вработените. Вработените немаат никаков ризик од изложеност. Работиме со минимум човечки ресурси кои се потребни за доволно функционирање на целиот систем, на процесите. Квалитетот нивото е задржано, тоа е видливо и по социјалните мрежи како не разликуваат и како не самите гости го искажуваат своето задоволство, како не доживуваат. Кога го затворивме објектот беше стравотно за сите, бидејќи сме 600 вработени тука во овој објект, што како, меѓутоа компанијата на ниво на Новоматик донесе одлука сите вработени ги задржиме и тоа беше едно олеснување за нас како менаџери, да ние сите вработени ги задржиме, се добијат плати и тоа беше едно леснување на глобално ниво и тука стравот еден се надмина, меѓутоа имаше колективен страв кој беше видлив и кај гости кои се сместуваа во карантин, пошто бевме втор хотел што ги привевме, беше видлив стравот, што, како, 14 дена, јадење, читале, се, и тоа ние ништо не променивме, дававме мени со 2 избора да одберат, значи вода, достапност, постојано, се дополна за она што ми е потребно функционираат, интернет, значи неограничено се, за да нормално ние имаме голема емпатичност. Испреме нив 14 дена се наоѓаат во затворена просторија и се што можевме како тим им удоволивме. Стравот беше кај вработените видлив нормално како што сепак во Гевгелија немаше ни еден тогаш случај и жителите во Гевгелија стравуваа како сето тоа. Меѓутоа, фала на Господ, до сега нема никој симптоми, веќе половина вчера ги испративме од државниот карантин, поминаа 14 дена. Меѓутоа, ние процесите понатака производство на храна, за хигиена, за одржување на објектот, како што ги споменав делот процесите во самото моје излагање, значи ги задржаме и комплетно работиме. Значи, реалноста во казино Фламинго хотелот е дека е затворен, меѓутоа е отворен за сите оние кои што нели доаѓаат од странство за карантин всушност. Тоа е да, за државниот карантин, да, сите ги сместуваат 14 дена. Добро е и среќна околност што сите менаџери сме хумани луѓе, ова го работиме со целосно душа и срце. Нели љубов кон работата и посветеноста, меѓутоа ова е нешто повеќе, нели пред се треба си човек и ние сето тоа го покажавме на овој начин. Сме будни 24 часа за овие 86 луѓе кои се тука сместени. Многу
повеќе од достапни, бидејќи рецепцијата не работи, ги контактираме сите поединечно на дневно ниво, ги услужуваме како да се VIP гости. Да, Значи, вау. Целосен нешто што- ангажман. Да. Да. Мене ми е интересно вака кога слушам некои луѓе дека сега во оваа ситуација конечно нашле време да одморат, а вас вака кога слушам дека сте сите преглупирани, и јас исто не сум седната, еви лимба, сите нешто правиме, значи се сноѓаме. Не знам кој е тој што одмара во оваа ситуација, меѓутоа најверојатно има луѓе. Фала му на Сега Бога што постои ќе ова. отидеме кај Да. Ќе отидеме кај Никола Евтимов. Како е кај вас, Никола, во Алкалоид? Каква е реалноста? Што се случило? Ти си викаш исто на работа веќе месец дена. Добро, во секој случај, фала ти претходно да се заблагодарам, Марина, на поканата. Баш ми е драго што сум со овие колеги во лайв, да кажам, вебинар или workshop, како и да го наречеме. Во секој случај би немаме шанси да се видиме во последно време, така да добро е барем на Zoom. Каква е реалноста? Реалноста е предизвикувачка од сите аспекти. Мислам, ако разговараме за ресурсниот дел, од капитални, материјални, човечки ресурси, од сите страни има предизвици. Многу добро се снаоѓаме за сега, фала Богу. Имаме сериозни проблеми, почнувајќи како што кажа и претходно и Викторија, од supply chain, од транспорт, од суровините и така натаму. Колегите мислам дека прават надчовечки напори од секторите за снабдување до производствата и транспорт да се набават потребните суровини, посебно земајќи предвид дека можеби сме едни од ретките производители во Македонија, ако не единствени на дезинфициенци со потврден квалитет. Сега да не испадне реклама, но навистина тоа ние нешто што еви мојот генерален директор во едно интервју кажа, тоа не ни било никогаш ни фокус. Но во последниве 4 недели, да речеме, произведовме количини колку што сме произвеле во изминатите 3 години. Навистина е тоа голем предизвик и за набавка на суровини, и за искористување на моменталните ресурси и потенцијали, посебно кога зборам за потенцијали, зборам за производствените капацитети и така натаму. Заради тоа што мораше да се направат, повторно ќе кажем, огромни напори од колегите да се преориентира една цела линија на производство во козметика во таа насока, да се произведуваат дезинфициенци за да се постигнат количините кои што се неопходни и кои што ги бара пазарот, пред се државните институции кои што каде што мораме да ги задоволиме и да излеземе во пресред со потребните количини, а потоа секако и за слободниот пазар и за маркетите каде што се неопходност во денешно време. Морам да кажам дека не знам од каде да почнам уствари со фалење на колегите, ние стварно добро се снаоѓаме, профункционира целиот кризен планот за континуитет на бизнисот многу добро и ова е тест кој што сме не можеле ни во лудата фантазија да го доживееме, ми се чини. Тест со предизвици од сите страни и со огромни ограничувања. Знаете, ќе се најдете во кризна ситуација или во фаза на промена, но имате решенија кои што можете да ги примените. Овде е сериозен тест за сите сегменти од бизнисот. Застанавка и supply chain-от, навистина големи предизвици таму, но со големи напори успеваме да набавиме и суровини за потребите и на производството хемија, но да кажам и пред се за производството во фармација, кој што е клучниот бизнис на Алкалоид генерално. 250 работени ни се дома, што е исто така од аспект на човечки ресурси голем предизвик и ние не застанавме воопшто во оваа криза со процес на регрутација и со барање на луѓе. Морам да кажам тука да го пофалам и мојот тим. Така, ја ако не го пофалам, нема кој. Така, но направивме сериозни напори да набавиме добар пул на кандидати и луѓе кои што сакаат да работат во индустријата, посебно во производството. Тоа беше голем предизвик од аспект на тоа што сите интервјуа ги правевме онлайн.
Поведовме и новини во процесот на селекција заради заштита од ризикот од COVID и така натаму, што повлече само со себе и вклучување и на нашите колеги од правна служба и од безбедност и здравје при работа и еден мал логистички, да кажам, предизвик околу комуникација со тие кандидати, но мораше тоа да го изведеме така затоа што не можеме, а тоа се барање на нашата индустрија, да ги упатиме луѓето на здравствени прегледи додека не дадат одредени одговори на нашите прашања и за тоа да на некој начин и да потврдат, ако и што се однесуваат на ризикот од COVID. Тоа е секако за нивно добро и за добро на компанијата. И тука беше голем предизвик и на крај наидовме една забрана за здравствени прегледи, кои што кажав се неопходни во нашата индустрија, и во фармацевската, и во козметичката, и во хемиската, и во билкарството, за да работат луѓето во само производство и мора да бидат подлежни на здравствен преглед и на санитарен преглед. Па имавме проблем околу таа забрана од страна на Министерството за здравство, но потоа излегува во пресред и еве после 2 недели се соочуваме со тоа дека дадена е дозвола за правење на тие прегледи и веќе имаме 50 на луѓе кои што се во пайплайн за вработување и кои што мораме да ги ставиме во функција заради потребите на бизнисот. Се надевам во наредниве 10 дена ќе успееме тоа да го направиме, пошто сукцесивно ќе почнуваат луѓето, така да верувам дека ќе го завршиме и тој процес. Предизвиците беа од секој аспект. Не знам сега како ќе се одвива разговорот понатака, но со самото тоа што 250 луѓе се дома, имаме сериозен челендж на сите процеси, на сите на функционирање на клучните и процеси, и клучните позиции, и клучните луѓе, но со заеднички напор стварно успеавме да направиме добра работа. Организиравме транспорт за сите вработени, мислам дека 10 автобуси се во погон, веќе не оставаме ни тоа заради не ги изложуваме луѓето на ризик, едноставна причина заради тоа што веќе и самото менување на полицискиот час и интензитетот на менување е доста чест и тоа е само по себе предизвик заради продукција и на тие дозволи и така натаму и административниот дел. Пак ќе кажам, тука си колегите и од персонална администрација и од правна служба и од безбедност и здравје, стварно надчовечки напори се направија да се сублимира на некој начин ударот или стресот кој што сите системи фактички го доживеа и сите компании. Јас сум само можам да кажам дека сум навистина среќен што успеавме да ги задржиме сите вработени, да ќе исплаќаме со полна плата и придонеси, да сме во состојба да чекаме да вработиме уште 50 на луѓе во овој период и да се справуваме со овој тест кој на сите ќе ни биде една голема школа и еден докторат во животот, се надевам. Да. Интересно, Никола, навистина. Да, реалноста е дека вие не само што работите, туку и вработуват нови луѓе. Да, тоа е во оваа ситуација исто интересно. Па добро, ние нашите производни капацитети и плановите кои што ги имаме, ние не ги променивме во овој период за оваа година. Ние 2019 завршивме со некој си раст на промет и профит околу помеѓу 10 и 14%, сега 13% беше раст на профитот, околу 10% раст на турноверот. Во следнава година исто така има амбициозни планови, ние тие не ги променивме. Тоа значи дека во функција мора да биде целосното производство и да биде во функција цел supply chain. За да биде тоа така, ние мораме да обезбедиме луѓе и се надевам дека и тие 50 до 80 што во наредниот период би ги вработиле, 50 најде да кажам сега за почеток, ќе голем дел од нив ќе успееме да задржиме. Заради тоа што плановите за оваа година се расти на бројот на вработени секако. Супер, одлично. Сега може да преминеме кај Дејан. Дејан Мачовски од пивара
се зголемили нарачката на пива, Дејан. Посебно сега, денеска, сите, нели, по шопинг, по супермаркети, едно друго, гужва невидена, ако не знам што да ќе се случува, 2 дена сите дома, мислам дека сега најмногу се купува пијалоци на некој начин, меѓутоа каква е реалноста, еве, сериозно во пивара, кај вас? Марина, фала ти на прашањето. Искрено не знам дали е тоа добро или лошо, зашто во принцип баш читав некои статистики дека на светско ниво алкохолот се продава многу повеќе него што се продавал до сега. Дури имаше некоја статистика од последниве недели од Америка дека е скокнат 55%, значи продажба на алкохол overall, а 250% зголемени онлайн нарачките. Така што се надам дека луѓето додека седат дома нема да пијат многу, или барем онака, нели можеби некоја чашка со ручек и пред легнување, али во секој случај наша среќа што сме ние во бизнисот, нели во бизнисот на храна и пијалоци кои што нормално трпи во овој период, меѓутоа не е така како што трпат некои други бизниси. Ние работиме, се прилагодуваме, односно да речеме дека успеавме да се прилагодиме на новата ситуација, на новата околина. Првите 2-3 недели беа малку онака чудни и тешки за прилагодување, со оглед на тоа што секој ден имаше некоја промена. Таман мислиш си се прилагодил, си се поставил како треба да функционираш и веќе нешто се сменило после тоа. Меѓутоа за среќа сметам дека имаме добар тим, зборам воопшто и за менеджментот и за вработените во компанијата кои што успеа доста брзо да се прилагодат на новата ситуација. Тоа беше доста битно кај нас, пошто ние практично имаме, да речеме, 3 категории на вработени или да речеме 3 области во организацијата. Имаме производство, за кој што важат едни услови, нели работат и во смени и така натаму. Имаме вработени кои што се канцелариски вработени, кои што можеме поинаку да се прилагодуваме со нив, меѓутоа имаме и продажба, значи имаме комерцијалисти кои што се постојано на терен. Сега, за сите овие категории, нели, околината се среди. Во производство важат сега различни услови, различен начин на работа со новите мерки, нели, пробувавме да се прилагодиме и со смените и така натаму, се додека не успеавме да се поставиме за да функционираме непречено. Што се однесува до колегите кои што работат во канцеларија, во принцип сите оние што може да работат од дома, работат од дома. И тоа е најголемиот дел на луѓето што се канцелариски вработени. Не би знал точен процент, меѓутоа мислам дека оди некаде над 90% да се дома. Еве, јас сум во понеделник ќе направам точно 1 месец како што не сум бил на работа, не сум бил во канцеларија. Работиме од дома и користиме, нели, сите овие алатки за работење од далечина, виртуелно работење и така натаму. Сме и користели и претходно, меѓутоа сега, нели, доста поинтензивно и мислам дека полека и се навикнуваме на истите, па најверојатно голем дел од нив ќе ни преминат во навика. Можеби ќе промовираме повеќе таков тип на работа, не знам, средби во живо, патување и слично. И на крај последниот сегмент, колегите во продажба кои што практично се најизложени на ситуацијава, зашто постојано се во контакт со луѓе, тие се секој ден на терен, со тоа што, нели, се преземени сите мерки за заштита што можеме да ги преземеме, заштитна опрема, така натаму, совети како да се чуваат. И за среќа за сега сме окей. Значи сите колеги ни се здрави, живи и немаме никакви проблеми од тој аспект. Инаку за бизнисот overall, за продажбата и така натаму, генерално сме окей, со тоа што, нели, трпи дел од хорека сегментот кој што се затворија пред некои 2 недели комплетно. Меѓутоа, па од друга страна, луѓето се многу повеќе дома од она што претходно воопшто биле па купуваат за дома, така што делот на супермаркети и слични продавници или помалите локали продаваат повеќе од што продавале порано. Така што ако можам да сублимирам, мислам дека прилично добро се адаптиравме на новата ситуација.
се поставивме да можеме да функционираме и доброто е тоа што во моментов и луѓето ни се сигурни и ни се здрави и при тоа бизнисот не трпи, што значи дека и кога ќе помине ситуацијава ќе може да се вратиме во некој нормален тек на работење без да имаме некакви загуби. Благодарам, интересно е тоа и после ќе слушаме што е нормално веќе, нели? После ова сето, што е тоа нормално, да. И сега да го слушаме исто и Стефан. Стефан, па ние без телефони веќе можеме? Се сложувам. Ти си уствари онака поврзаноста на сите, некако не можеме ниту без прехрамбена, ниту без лекови, без текстил, без ништо, меѓутоа телекомуникацијава излезе во овој момент нешто како најпотребно на некој начин. Повели Стефан, како е кај вас реалност? Каква е ситуацијата? Фала на поканата. Имаме и ние да споделиме наши искуства секако. Да. И на нас, како и на сите други учесници во денешниот панел дискусија, ова ни е прва корона. До сега не сме шанса да вежбаме. Така да, апсолутно се соочивме со овој предизвик пред месец и пол, кога се појави предизвикот сам за себе. Најбитно пред се беше да ги обезбедиме нашите вработени, значи да им обезбедиме лични заштитни средства, за да можат непречено да продолжат да ги извршуваат функциите. Одговорноста на А1 Македонија е голема према над 1 милион претплатници, затоа што во моментите кога сите сме дома, вклучувајќи ме и мене, и кога сакаме да комуницираме со нашите најблиски, кога сакаме да работиме од дома и да продолжуваме да ги исполнуваме нашите редовни работни обврски, компанијата А1 Македонија има обврска да обезбеди непречено одвивање на сервисите, значи непречени врски, конекции на сите наши претплатници. Тука би ги пофалил моите колеги од секторот продажба и секторот техника, кои што се во првите борбени редови. Значи, конкретно нашите продажни салони се уште работат, се уште таму можете, доколку има потреба да си купите, да си надополните дел од сервисите. Колегите од техничката служба се на терен, се уште, работат на коригирање, на доинсталација, на влегуваат во домовите на нашите претплатници, доколку е тоа потребно да обават некои инсталации, така да ние се уште функционираме практично непречено, иако условите се предизвик за сите нас. Околу 80% од вработените во моментов се дома и скоро месец дена се дома. За таа цел тие се обезбедени со сите потребни средства за работа, за да можат и од дома да ги обавуваат своите работни функции, така да немаме никакви застои во работењето, се оди непречено. Нормално беше предизвик да се започне со тој процес, значи ние моравме пред се да се обратиме и на нашите вработени и на нашите раководители, значи со инструкции, со упатства за тоа што значи да се работи од дома, како треба да работи од дома, па така да имавме, да кажеме, неколку итерации со нашите колеги. Конкретно со целата компанија имавме една комуникација помеѓу оддела за човечки ресурси и оддела за корпоративни комуникации за тоа како се подготвува работниот простор, што значи виртуелна соработка, како треба да управуваат со прекините, како треба да го структурираат работниот дел, како треба да си го пронајдат својот стил за работа со кој што можат најуспешно да бидат продуктивни, како се комуницира со другите, како треба да се одјавиш кога е крајот на работниот ден апсолутно. Понатаму, значи, справувањето со емоциите, затоа што деновиве сите сме полни со емоции, сме соочени со една ситуација за која што не бевме спремни, за која што никогаш не сме се вежбале како да се соочиме, така да е предизвик како да се прифатат сите тие емоции, значи како да се прифати несигурноста, со која што секој од нас нереалично се справува, понатаму како да го регулираме стресот, како да се движиме, како се уште да бидеме креативни, како да ги поставуваме целите и како да бидеме доволно флексибилни за да се фокусираме само на нашите силни страни и на сето оно што функционирало и до пред месец дена.
Така да, со сите овие предизвици сметам дека функционираме успешно, ги исполнуваме обврските према нашите претплатници и затоа можам да ви гарантирам дека и ќе остане така за цело време на траење на оваа ситуација. Одлично, јас можам и да пофалам А1, бидејќи сега сме на А1 приклучени. Од кога почна оваа ситуација, јас сум всушност секој ден онлайн со вебинари, до сега сум немала проблем. Така да, одлично е ве пофалба за тимот на А1. Така да, Лимба, како ти се допаѓа до сега? Јас знаеш ли што слушнав до сега? Што слушнав? Кај сите првото што кажавте беше луѓето. Да. Луѓето дека се окей, дека луѓето се уште на работа, дека сите сте се безбедни и тоа всушност најмногу ми се допадна од целиот овој разговор и излагање, затоа што и темата е всушност свесното лидерство, а ниту една компанија не би постоела доколку не би биле луѓето. Така, биле ние сами секој за себе. Така да тука се наметнува и следното наше прашање, Лимба, можеш ти да го поставиш? Мене ми е интересно што секој од вас, нели, на поразличен начин се справува, иако слично, како што кажа Марина, нели, на сите ви се најважни луѓето секако, но некој има повеќе работа, некој пола работата од дома, значи секој малце на поразличен начин функционира. И од аспект сега на таа некоја промена, би било интересно да ни кажете, еве, например, пошто Дејан рече дека работи колку месец дена од дома, Дејан? Да, веќе месец дена. Добро, значи, еве, например, ме интересира како ви изгледа сега, во овој момент, со сите овие промени, еден ваш ден. Значи, што е поразлично? Што правите вие поразлично во овој момент? Види, прво предпоставам дека ова не е класична работа од дома, пошто обично кога работиме дома сме со не толку домашни стейкхолдери обкружени. Значи во принцип сега пошто целото семејство е дома, мораме да се адаптираме на целата таа околина. Инаку што е тоа што е различни се оние навиките кои што ги имаме секојдневно, нели, од станување, спремање, да се облечеме, да тераме, да отидеме, да извозиме низ лудото Скопје, на Сабали да стигнеме до канцеларија. Од друга страна, нели, секогаш можеме да бидеме покомотни, покомфортни, да одлучиме кај ќе работиме, како ќе работиме. Некогаш можеби треба да се снајдеме за просторија во која ќе седнеме. Ја мислам дека во овие месец дена само што во спална немам работено, во сите други соби, до секаде сум се приклучил и седел и работел и така натаму. Тоа што е битно кога работиме од дома, односно сите кога работиме од дома, да се ги поставиме оние рутини кои што не се рутините кои што ни биле на работа, меѓутоа нешто што ќе не поврзе со работата, за да не го претвориме целиот ден од сабајле до вечер во работен ден. Значи сепак да пробаме да направиме некој пресек таму каде што е можно, за да одвоиме време повторно и за да го посветиме со семејството заедно, иако сме цело време тука, ако работиме, не поминуваме многу време со нив, и да се наполниме со позитивна енергија и да видиме што е на друго што можеме да го правиме за, нели, сепак и ние да осочуваме и менталното и физичкото здравје, заради тоа што овој процес, овој период ќе трае, значи веќе трае, така што ќе треба да најдеме начин, нели, до крајот, кога и да е, некои викаат крајот на април, јас некаде прогнозирам барем уште еден месец после тоа, да кога ќе излеземе да бидеме добри од сите аспекти. Баш така. Да, интересно, само малце ми е интересно сега, пошто спомна, нели, релаксирано од дома, да можда е прашањево, надоле носите пижами сега, тренерки или? Не, тоа е убавото некојаш на оваа работа. Малце порелаксирано. Добро, може. Јас сакам сега само да прочитам два, бидејќи се како поздрав повеќе во врска со прашањево баш. Значи, од Крсте Тодоров имаме одлична презентација и представување на моменталната ситуација во најголемите компании во земјава. Благодарам многу.
И имаме од Миле Георгиев, малце подолго, па ќе го прочитам, на некој начин бизнисот веќе се предефинираше, а ние сме сведоци на најголемиот светски експеримент за work from home на сите времења. Предпоставуваме дека повеќе нема ништо да биде како претходно, со тоа што треба да се направат прилагодувања на новиот нормален модус операнди. Во иднина очекувано е да вработењето од дома биде поинтензивно отколку претходно. Прашањето би било, дали сметате дека на некој начин би се намалила лојалноста на сите вработени кон компанијата со оглед на тоа дека е очекувано и да се намали физичкиот тач помеѓу вработените и самата компанија? Ова прашање секако е за компаниите каде таквиот начин на работа е возможен. И уште едно прашање, кои мерки и методи би се превземале за да се овозможат услови на работење како претходно, затоа што очекувано дека после оваа ситуација ќе треба да се менуваат традиционалните начини на хигиена и дезинфекција, па можеби и физичкото сместување. Ви благодарам и голем поздрав до сите. Значи, сега првото прашање, пак уште едно само да го најдам, дали сметате дека на некој начин би се намалила лојалноста на самите вработени кон компанијата? Кој сака може да одговори со тие што работат нели од дома? Одлично прашање. Да, супер прашање. Поврзано со лојалноста. Кој би сакал да повелете слободно? Ја би се уклучил ако може Може, повели Никола. за мала една, да кажам, мал поглед на кон ова прашање. Сметам дека довербата се гради со години и со месеци. Лојалноста на самите вработени се мери на некој начин преку нивното ангажирање, некоја само иницијатива, посебно во вакви периоди, се пресликува преку нивното ангажирање и правење на екстра майл во сите чекори, а богами во овие денови можноста да се увиди и да се препознае таквото однесување и таквите ставови е многу лесно, заради тоа што предизвикот од работа дома не носи само environmental, да кажам, предизвик и предизвик на окружувањето, туку носи предизвик и на комуникација, баш она бизнис правилна интерна комуникација која ќе биде полна со разбирање, емпатија, солидарност на некој начин и насочена кон исполнување на целите и на кои што се, како што кажа и моите колеги, од час во час се менуваат или во надминување на тие предизвици со кои што се соочуваме на дневно ниво од повеќе аспекти. Ние како генерална смерница си поставивме за цел транспарентно, правовремено и отворено да говориме со сите вработени, на дневно ниво да известуваме што се случува и да ги запознаваме со сите сегменти од работењето на дневно ниво. И пред се имавме, да кажам, имаме едно непишано правило да не идеме во микроменеджмент посебно во овие моменти, заради тоа што секој во своето окружување од каде што работи има свој предизвик или бреме кој што го носи. Да не кажувам дека луѓето со деца во овој момент постојано се на некои си часови онлайн материјали и така натаму и се посветени на тој момент заради тоа што во домашни услови се замена за учителите, наставниците и така натаму. Но и менувањето соби, како што Дејан кажа, е предизвик сам за себе, заради тоа што се нарушува целиот концепт на нормално функционирање. Но сакам да кажам дека лојалноста overall се гледа баш преку начинот на кој што се пристапува и ставовите кои што се изразуваат преку своето функционирање од страна на вработените, и тоа баш во овие моменти може да се оцени. Да. Супер, одлично. И сега во вториот дел само, кои мерки и методи би се превземале за да се овозможат услови на работење како и претходно? Па ете, како што кажа, мислам и Стефан, нели, овозможено е, да, тоа... Платформи... Јас го кажав тоа, нели, обезбедивме здрава и безбедна средина. Да.
да се чувствуваат сигурно кога доаѓаат на работа, дека немаат ризик од изложеност, да бидат сигурни и спокојни, да имаат доверба во нас, како и до сега, дека ние се грижиме за нив, пошто голем акцент имаме ставено на нашите вработени, како се грижиме за нив, на работното место да ги имаат сите правила, процедури прецизно, прилагодено на сегашната состојба. И тука ги земаме првите процедури кои што е основно предлез за безбедна здрава средина. Да, супер. Некој друг би сакал нешто може би да додаде во врска со лојалноста? Мислам дека баш и овој период е кога всушност и може да се види колку вработените се вистински лојални. Затоа што Јас би се надоврзала на колегите. Да, всушност сега во вакви периоди најдобро може да се види на што се базирала релацијата со вработените и баш во овој период ќе воочиме дали сме изградиле некоја релација на доверба. Заради тоа што колку и ние да им обезбедиме на нив услови на работно место кои што ќе ги уверат на некаков начин дека они се безбедни и заштитени, сепак оној емотивниот дел внатре треба да биде конектиран со нешто што е повисоко од какви услови не надворешно ќе обезбедиме. И мислам дека сега тука ќе се надоврзам баш на темата која што зборуваме, свесното лидерство. Мислам дека по тоа се разликуваме и како менаџери, мислам тука се разликуваме менаџерските способности, тука се разликуваат менаџерските способности од лидерските способности. Затоа што ние како менаџери, еве јас имам искуство и сум на менаџерска позиција, но се надевам дека делувам како лидер во нашата компанија. Заради тоа што како менаџерски способности ни се да примениме некои правила, процедури, да почитуваме некоја структура. Но како лидери ние треба да бидеме поврзани со луѓето. Значи, за кога ќе се појавиш пред нив да бидеме доволно урамнотежени, стабилни, да представуваме некоја фигура која што со еден збор ќе ги охрабри и ќе им даде објаснување дека они треба да се чувствуваат згрижени и безбедни на позицијата каде што се наоѓаат. И секојдневно, затоа што кога е загрозено нешто што ни е битно, во ситуацијата здравјето, ние сваќаме дека не мораме да ги правиме работите, затоа што кога ќе дојде таква ситуација, треба да сакаш да ги правиш работите. И тогаш гледаме каков тим ние всушност сме создале. И таа доверба, дали ќе има некоја криза или нема да има некоја криза, мислам дека не се гради само преку кризата, туку се гради во текот на процесот на тие работи. И многу е битно, всушност еве јас не работам од дома и нашите вработени сите сме на работното место. Ние ги превземаме сите мерки кои што се битни за да бидат заштитени во целост. Се надеваме дека го правиме најдоброто по препораките кои што ни ги даваат. Во оваа ситуација не можеме 100% да бидеме сигурни дали 100% сме превзеле некоја грижа комплетна. Но мислам дека, знам дека сум 100% сигурна и дека јас и мојот тим им даваме најдобра психолошка и емотивна поддршка. Затоа што сме секојдневно со нив, како што кажа и Никола, транспарентно им ги пренесуваме информациите кои што ги дознаваме за да добијат некоја чувство на информираност и на сигурност, пошто ние најмногу се плашиме од непознати работи. Затоа што кога нешто ни е непознато, ние го билдаме стравот тука. Колку повеќе ја запознаваме ситуацијата, за жал такви сме, сакаме да ги контролираме работите, кога ќе добиеме доволно информации, некако чувствуваме дека држиме контрола. Тоа е за сите, мислам за сите индивидуалци, така и за компаниите исто. Така да мислам дека после ваква ситуација довербата само може да се дуплира, затоа што многу е битно кога е потребно да се пружи и да се даде поддршка. И многу е битно сега да им се даде на тие луѓе поддршка, сам на сите наши вработени, затоа што како нивни предпоставени, ние сме некој столб на таа компанија која што треба да им биде столб на ориентација како треба да се движиме сега низ ова бурно време, како и да. Така да довербата, баш и Никола спомена, се гради во текот на процесот.
Всушност сега излегува на површина Сега излегува на површина, да. Да, какви се конекциите помеѓу луѓето, помеѓу вработените. Да, интересно, Викторија, повели? Сакала да се надополнам. Во суштина, на целата оваа ситуација навистина побарува сите нас да бидеме флексибилни и емпатични во целиот овој процес. Во суштина, флексибилноста е многу важна, за да можеме промените што се бараат од нас во овие многу тешки и чудни времиња, да ги спроведеме промените на најправилниот возможен начин. Сега тоа правилно е навистина премногу релативно и тоа правилно треба секој еден да си го определи својствено за своите потреби и за потребите на својот тим во компанијата. Ние сме прилично мал тим овдека во Македонија, компанијата е интернационална, меѓутоа во Македонија тимот ни е 30 на луѓе, плюс нешто Косово и неколку мина вработени во Албанија. Меѓутоа, генерално, тие неколку промени кои што ги воведовме со цел да пред се луѓето бидат заштитени, ги воведовме на едно исто ниво и кажавме како сето тоа треба да биде применето од секој еден, затоа што на крајот на денот многу е важна и личната свесност и одговорност. Ние секако ќе ги наметнеме тие промени, ќе кажеме што све треба да се направи, меѓутоа свесноста индивидуална е многу важна во целата оваа ситуација. Лојалноста во моментов секако дека излегува на површина и така натака. Меѓутоа, што доколку оваа ситуација продолжи подолго време. Прашањето е колку лојалноста може да се очекува кога би се работело од дома и кога ова ќе трае 2, 3, 5 месеци, зашто не знаеме дали ќе има втор бран, не си Боже трет бран, може би ова ќе биде повторливо секоја година додека не се стекне, ако е тоа возможно, некаков си колективен имунитет. Така да, лојалноста во една ситуација кога на долги стази овој процес ќе трае, навистина е еден огромен знак прашајник. Не знам дали колегите од HR можат тоа подобро да се произнесат и да го објаснат. Ја би ги навела, би ги истакнала тие неколку сегменти, односно неколку карактеристики. Флексибилност, емпатија и прифаќање на промена. Сметам дека во ова време навистина тие неколку карактеристики се многу важни. Како кај лидерот и оној кој што ги менаџира сите промени, така и кај сите оние кои што треба да ги прифатат и да ги изреализираат на дневно ниво. Токму ова сега што го кажа Викторија беше нашето следно прашање, затоа што сепак зависи нели од лидерите. Зависи, значи што вас лично ви помогна да се справите вие со вашите емоции. Значи, сигурно за секого од нас било момент кога упс, што е сега ова, меѓутоа имате огромна одговорност, за многу луѓе се грижите, значи имате таква функција. Како вие се справивте со ситуацијата, значи како вие останавте mindful или свесни? Еве Стефан, например, како ти го направи шифтот? Сигурно не е едноставно, веројатно не е едноставен и одговор. Значи тоа, да кажеме, постојат повеќе димензии на овој предизвик. Секако зборувањето помага. Значи, мислам дека е многу битно да ги споделиме нашите грижи, нашите размислувања, дури и комуникацијата со тимот и со колегите, што повеќе комуникација, тоа подобро. Значи, во овој период не сме комуникацијата да се сведе само на она нужна комуникација вообичаена, туку треба да се што повеќе комуницира. Затоа што, да кажеме, секој колега реагира на свој начин на оваа ситуација. Значи, ние мораме апсолутно да бидеме трпеливи и самите со себе и со колегите. Значи, кажавме, треба да се подготвиме за навистина за еден период на несигурност и да бидеме спремни дека оваа несигурност различни луѓе различно ја прифаќаат. Апсолутно е тоа така. Значи, дури и хуморот е повеќе него добре дојден или дозволен во оваа ситуација, затоа што помогнува да се тргнеме од она сурова реалност, затоа што следиме пресконференции, затоа што сме свесни дека некои наши блиски се изложени на ризик или дури и нашите колеги се изложени можеби на ризик, така да навистина е предизвик да се задржи смислата на хуморот. Да, се сложувам дека треба да се биде апсолутно флексибилен, затоа што сите ние имаме некакви силни страни и сите ние имаме некакви обичаени начини на работа. Меѓутоа, сега е период кога треба да отстапиме
од тие начини на работа. Се треба да се фокусираме на остварување на целта, а не толку на начинот како досега сме остварувале целта и да дозволиме слобода на оние што се дома самите да изнајдат начини како да кажеме да остварат таа целта. Понатаму, зашто да не почнеме некоја нова рутина за вежбање, например на медитација, релаксација, да се намали вознемиреноста, да се намали стресот, затоа што ќе се сложите со мене, ова не го вежбавме ние и за ова ние не бевме спремни. Ова ни дојде толку одеднаш, што навистина одеднаш дојде една огромна количество на емоции кај сите нас, што е предизвик и да се справиме со тоа. Понатаму, значи, тимовите треба да имаат некаква точна и дневна рутина. Например, јас со мојот тим секој утро од 10 сат имаме видеолинк. Па на секој видеолинк настојуваме да се видиме едни со други, затоа што едно е кога зборувате без слика, но друго е кога ќе се видите па што се случува, па како се случува, па подраснала косата, па фризерот сега во моментов не работи така, па папагалчето позади, па кај мене позади, пошто ова собота на керка ми Ариана Гранде и некои ликови од социјални медиуми кои што не ги знам, например. Значи, тоа е битно да си го видиме домот, да си ги видиме и приватните предизвици, зашто тоа ја зголемува близината, например, на едни спрема други. И исто така е многу битно да се управува со очекувањата, а не со процесите. Значи, зададете им ги очекувањата, но дозволите им сами да го креираат работниот ден. Затоа што дома се децата може би учат онлайн, дома се може би родителите за кои што некој од нас се грижи, значи дозволете му на секој колега да излезе од таа рамка 8 часа од 9 до 5. Сам да си го креира денот, меѓутоа да ги испорача очекувањата кои што ќе му ги наметнете и тие ќе бидат јасни и недвосмислени. Така да не е едноставен предизвикот, меѓутоа мислам дека веќе се научивме. Ако имаше некоја скепса порано кон работа од дома, затоа што ние минатата година лансиравме концептот работа од дома, па некако срамежливо навлегуваше во сегментите на компанијата. Сега сите ги видовме придобивките од работата од дома и веројатно тогаш кога ќе се вратиме во оној мод на нормално функционирање, сметам дека многу од нас се уште ќе настојуваат што повеќе да работат од дома, затоа што концентрацијата е навистина на високо ниво, понатаму не се троши време на патувањата, нема навлегување на колеги, на дистракшн, вознемирување, прекинување во текот на денот, како што ни се случува на работното место, така да мислам дека и не е проблем да се биде изворедно продуктивен во овие услови, може би е само стварна промена на некои лични наши навики и може би склоност кон еден или друг тип на работење. Да, одлично исто кажано, да само чувај го прашањето Линда, сакам да се додовршам кај Марина со едно прашање, затоа што нели зборувавме дека вработените физички се заштитени. Меѓутоа, ти во еден неформален разговор исто спомна како е психолошкиот момент. Кој што е исто многу важен. Јас ќе додадам после за ова многу битна работа. Да, повели Марина. Благодарам. Ке се надоврзам еве на колегите што зборуваат, значи ние само по себе особиноста на лидерот да им даваме доверба, само довербата наша им ја принесуваме на нашиот тим. Да. Нивната работа како што ја познаваме, познавајќи ги нив бидејќи години работиме заедно, нели? Способноста за прилагодување, отвореноста кон нив, значи ни помага многу во нивното психолошко. Еве јас тој пример баш ќе го споделам. Бидејќи секој утро одам со нив во процесот на храна, каде подготвуваат, контролирам, помагам, ми ја познавам работата, тоа е голем допринос во целото работење, бидејќи можам и да им помогнам. Значи, работам моментално низок менеджмент, бидејќи тоа го бара оваа вонредна состојба од мене. Како менаџер да бидам уз нив и ги прилагодив, јас ги менувам на 5 дена за тимовите, да не направам сретнување, на 5 дена направи последни тимови во кујна и се последен ден кога си одеше, еден од вработените шефовите на смена вели: благодарам менаџерке што бевте со нас, ние пред да не фати корона ќе умревме од страф ако не бевте со нас. Покажете да си дел од нив и си уз нив и со нив,
ние како лидери ја имаме таа способност да се позитивни, да сме друштвени, во нашата позитивна енергија кога во процесот на работа и секојдневното работење ја пренесуваме, веќе психолошкиот аспект го надминуваме. Тука е она кај мене што можам како карактеристика да го пренесам. Да. Значи, психолошкиот момент, како што рековме, исто така е многу важен и треба да се почитува и да се обрне внимание. И Стефан, исто сакаш и ти да споделиш нешто во врска со тоа? Да, го приметивме овој момент кај некои наши колеги. Всушност, минатата недела кога отворивме еден имейл акаунт на кој што може директно да ги поставуваат прашањата до службата за човечки ресурси, свативме дека таа осаменост или тие стравови кои што ги сега веќе растат кај колегите, може би се нашиот нов предизвик, може би сега веќе не е оперативната функционалност, затоа што сите имаат лаптоп, сите имаат VPN врска, значи имаат стабилен интернет и придонесуваат. Меѓутоа, емотивната слабост или емотивната може би нестабилност беше фактор да уште вчера воведеме една нова пракса, а тоа е отворивме линија на директна комуникација или програма за таргетирање на нивното емоционално здравје и индивидуална психолошка подршка за сите оние вработени кои што во моментов сакаат со некога да поразговараат, сакаат да споделат некои своји стравови или имаат некои дилеми со кои што се соочуваат во моментов и би сакале да ги продискутираат со некого. Обезбедивме стручно лице, психолог, кој што ќе ги прифати сите овие барања или сите овие прашања од работените и директно со нив ќе комуницира да им ги одговори. Сметаме дека ова ќе биде предизвик колку подлабоко ќе навлегува кризата и ескалацијата со вирусот, толку ќе биде потребно да се справуваме и со емотивната состојба кај нашите вработени. Интересно, да. Лимба, имаше ти некое прашање пред? Не, јас сакав да се надоврзам и ова и сега што го кажа и предходно и Стефан и сите наши гости, дека сепак е најбитно таа комуникација, односно зборување и флексибилност. И ми се допаѓа бидејќи јас, Марина преска ми кажа се представам, малце скокнав, но јас долго време работев исто од дома од 2015 година наваму за странски фирми. Другото не е битно во овој контекст. Во одделот од човечки ресурси и коучинг сега. Мене не ми ова ништо ново и баш како што кажа, апсолутно се согласувам, за продуктивноста и за некои што се плашат или може би се плашат од лојалноста и дали ќе се изгуби, значи можам да гарантирам дека нема да се изгуби. Бидејќи има толку многу методи кои што веќе нашите гости самите ги применуваат, се прилагодуваат на ситуацијата која што може би на сила настана, ама како што кажа Стефан, уште од лани веќе имале некој обид за таква работа, но и има можност многу да се биде лојален и баш со тоа што ќе се даде флексибилност, многу убаво кажа, значи да се даде флексибилност и да се оценува продуктивноста, значи пак тоа што треба да се сработи да биде сработено и нема простор тука за страф од тие што нормално можат да работат од дома. И сега ќе ги прочитам, имаме доста прашања и од гостите, од тие што не слушаат, меѓутоа мене ме интересира сега во ваква ситуација што вие правите за да останете, пошто темата ни е сепак mindfulness, што вие правите за себе, некој веќе кажа, меѓутоа што правите за себе за да останете mindful во овакви ситуации, за вие самите, прво да видите како што треба се смее Стефан. Да, јас сум да ви кажам право, сега само накратко ќе ви кажам. Јас кај мене беше голем шок, пошто ја имам 46 години. Значи јас не сум работел од дома. Го почитувам искуството на сите што работеле од дома, меѓутоа секогаш сум одел некаде на работа. И сега сум соочен со предизвикот да работам од дома. Трета недела како не сум излегол од дома, жена ми не ми дава никаде да се движам, она купува моје име и така натаму и така натаму. Јас морав да воспоставам дневна рутина за да бидам продуктивен, да бидам функционален. Затоа што сега ова е окружување кое што тука се децата, тука е куќето, тука се настава, онлайн настава на децата, тука се родителите. Значи тука се голем
голем број на фактори кои што можеби треба да се менаџираат. За мене добар рецепт се јави да воспоставам дневна рутина на обврските. Значи, што и да правам, јас седнувам во 8 часот на компјутер и почнувам со работниот ден. Имам редовни состаноци во 9 и во 10, значи до 11 имам редовни координативни скайп состаноци. После тоа се враќам на моите обврски и во 5 завршувам со работата. Знам дека првите денови се фатив себе си како работев од сабале до вечер. Сватив дека тоа е апсолутно неодржливо на некој долг рок. И си воведов, да кажеме, норма, во 5 ја престанувам со тоа што го работам. Да, секако има уште, секако може да продолжиш, но во 5 прекинувам и тогаш се враќам во модот родител, сопруг, шетач на куќето и така натаму. Значи, пак се враќам во оној нормален мод, како кога би било, кога би се вратил дома во 5. Не сум се враќал никогаш во 5, ама супер ми е кога во 5 се ослободувам од работата и можам пак да работам така, да бидам сопруг, родител во градината малку, сега како што времето се подобрува. И таа рутина мислам дека е рецепт за ефикасност на работењето од дома. Ако се заробиме во модот малце ќе одмарам, малце ќе работам, најчесто ќе завршиме работејќи 12 часа, а на штета на сите наши блиски кои што чекаат 5 минути внимание, кои што се тука дома по нашите домови. Апсолутно така. Да. Да. Баш така како што кажа. Интересно за тој тип на работа, меѓутоа мислам кај Марина тоа не важи, или? Да, јас тоа се сакам довезам кај мене поинаку. Што правам за себе? Работам како претходно. Работам, се движам. Па нешто можам да издвоам што е како карактеристика. Многу е клучна комуникацијата, како со вработените од персоналот, кои што се дома 540 луѓе, 60 се тука. Јас се ставив достапна на државниот карантин во целост, на луѓе што се сместени во државниот карантин на целост, комуникацијата со владата и координативните тела, за да бидат посигурни. Сите имаат разни прашања во 12, во 11, утре си одам во 2 или во 3. Значи, тој последна вечер поминува, саатите му се битни. Тие што биле во војска веројатно знаат како е тоа последниот саат. Тие ми пренесува, бидејќи има и повозрасни лица. Достапноста моја на вработените, ширувањето на информациите, поголемата целосната отвореност спрема државниот карантин, сите лично контактираат со мене. Како што ви спомена во 11 вечер, ми прашање. Јас им одговарам, бидејќи сум свесна дека тие внатре имаат нервоза во себе. Се затворени 14, 10, 11, 12 дена во карантин и баш во консултација со тимот тука што работиме, што сме кризен штаб, докторот вели колку што може секогаш одговорим да не дигна температура од стрес. Не од корона. Колку може бидим достапна, те молам вика за се, што ги интересира да им се разјасни, да не предизвикаме некои други здравствени проблеми пред корона да добијат. Значи, ти се 24 часа, 7 дена си достапна. Да. За разлика од предходното функционирање, сега доаѓам во 7 наутро, некогаш 9-10 ќе си дојдев, сега доаѓам во 7. Прво со вработените, бидејќи знам дека ќе станат гостите од карантин и ќе почнат да прашуваат, да бараат захтеви своји и така натака. Да, али фала Богу што никој нема симптоми, сите се здрави и тоа е една огромна осведомителност за сите нас. Меѓутоа, како ти, Марина, се справуваш? Како ти, од каде црпиш енергија? Како го држиш целиот овој процес? Емотивно ти како се држиш? Како се справуваш? Па, лични вредности на секој од нас менаџерите е да се справува со стрес, нели? Да. Ние ги наступаме. Јас се справувам со тоа што работам. Вентилот на се тоа мене ми е да работам. Сакам, значи, по мојата позитивна енергија ја ширувам кај нив. Може би на неј се заснова некои претходни искуства. Нормално ние постојано менаџерите сме изложени на водење во турбулентни времиња, законски промени, менување на цени, значи секојдневните активности од претходно веројатно
ми овозможува да подобро се справам, искуството односно од предходните менаџери. Како знаеш дека тоа што го правиш е тоа што треба да го направиш? Баш така. Како знаеш? Верувам во себе. Окей, да. Верувам дека Како и сите нас. Да, сите тоа е многу одлична одлика, нели? Јас не се сомневам во себе, да. Јас не се сомневам во себе, јас верувам во себе. Немам стрес од невозможно. Тоа е аномалирано кај мене. Мислам тоа е нешто клима. Да, мислам дека тоа е одлука на една од, пошто нели долго време го обработуваме концептот свесно лидерство. Тоа е една од одлуките на лидерите, да донесува одлуки интуитивно. Значи, некој пат и можеби немаме доволно параметри кои што ќе ги потврдат одлуките, дали се вистински или не се, но интуитивно знаеме дека ја правиме вистинската работа. Така да, и кога се ставаш во служба на другите, мислам дека нема грешка тука. Јас тука би споделила личен фидбек. Кога започна целата оваа ситуација, на мене многу ме годеше моментот кога расчистив со две работи, кога донесов одлука за две работи. Првата одлука беше тоа да немам очекување во однос на ситуацијава. Значи да не си ставам некоја временска рамка дека таа треба да трае 2 недели, 3 недели, 1 месец. И тоа многу ми помогна заради тоа што познавајќи се себе си, ако поставив некоја временска рамка, таа ќе почнеше да ме гази во таа матрица, затоа што како ќе поминуваше времето, можеби немаше да ми биде добра претпоставката, па некако ќе развиеше негативни емоции во мене. Значи тоа некако многу ми годеше кога го одлучив. И исто професионално донесов една одлука, избрав да биде тоа така. Значи некако компанија сме извозно ориентирани и никој пат не сме продуцирале нешто за македонскиот пазар, за домашен пазар. И овој пат решив дел од нашите капацитети да ги ставам за да бидеме општествено одговорни и почнавме да продуцираме маски. Тие маски сакавме да ги продуцираме со цел да им обезбедиме на граѓаните и на сите тие кои што затоа што имаше еден период кога невозможно беше да се набави маска во Скопје и пошироко. Така да тоа некако допринесе на мојата вибрација и како си ја подкривав јас сопствената вибрација, така тоа се рефлектираше на целата компанија. Затоа што многу е битно ние да останеме сталожени, смирени и ние позитивен пристап да имаме на работите, затоа што ако предпоставениот падне, тогаш мислам дека тоа ќе се рефлектира на целата компанија. Колку и да се добро обучени и стручни луѓето, сепак мора менаџерот и предпоставените се тогаш клучна карика во тој синџер. Така да мислам дека со тоа што ќе си помогнеме први на себе си, кога ние здраво ќе си ја приметиме собствената емоционална состојба, кога ќе поразговараме, ќе побараме помош за да си ја појачаме нашата емоционална состојба, тогаш ќе бидеме од корист на сите. Како на компанијата, исто тоа така ќе се рефлектира и приватно на нашето семејство, пошто колку што сме потребни во компаниите, толку сме потребни на нашето семејство. Сепак, поголем дел од нас сме семејни, имаме деца, кои што исто така треба да бидат исклучени од цело ова случување. Немаат потреба сега да бидат во некоја вибрација на страв и да ја доживуваат короната како што ние ја доживуваме. Така да, сепак, менаџерот првин треба сам да се спаси, за да ги спаси останатите. Само да се менаџира. Да, така. Маја, благодарам. Сакам да извини, Марина, само да го прочитам прашањето, бидејќи е во сличен контекст, веќе како некако го одговараме. Прашањето е од Ивана Поповска. Вика, ви благодарам на споделените информации и лични искуства за кризата. Зборуваме за вработените, како ги поддржувате, како го олеснувате нивното работење, како ги држаме поврзани и второ, дали има практичен совет за менаџментот, како секој од вас, како менаџери се носите со новата ситуација на лично и професионално ниво во однос на стресот и неизвестноста. Значи, ова, пошто веќе некако го одговараме, затоа сакав да го прочитам, па ако сака некој да дополни нешто или да каже, може. Ја би го прашала Дејан, бидејќи ти си менаџер за организацијски развој и развој на таленти.
Сега и ова е талент, справување во криза, нели? Како ти го водиш тоа, Дејан? Како ти прво себе си се менаџираш и како го пренесуваш? Да. Види, Марина, ние имаме неколку типови на активности или да речеме иницијативи кои што ги правиме внатре во организацијата со тоа што нормално сега фокусот ни е на ситуацијава, така што некои иницијативи кои што го имаме, содржината што ја обработуваме, што ја опфаќаме во рамките на тие иницијативи се поврзани со менаџирањето на кризата, со работењето од дома и така натаму. Например, пробуваме да ги опфатиме сите, значи прво сите вработени да ги опфатиме на некој начин, ќе ви кажам и неколку примери. Меѓутоа исто така пробуваме да ги опфатиме и менаџерите како посебен сегмент, кој што нели покрај тоа што се грижат за вработените, прво да се грижат за самите себе, за да бидат способни за потоа да можат да го водат тимот кој што им е назначен. Така што да речеме еве денеска имавме нешто што ние го викаме Line Managers Coffee Meetup, нешто што требаше да живее во некаква друга средина, нели кај нас во пивница, во малце порелаксирана атмосфера и така натаму, меѓутоа сега со оглед на тоа што не сме таму, туку сме секој дома, се договоривме дека секој ќе си подготви сам кафе, ќе си земе сам колачи, а ние ќе се поврземе и ќе зборуваме во моментот темата беше менаџирање во време на криза. Значи, што е тоа што прво ние го правиме самите за себе, особено заради тоа што најголемиот дел од нас се дома, иако реков колегите и менаџерите од производство и продажба сепак се на работа, значи што е тоа што го правиме за себе, како да бидеме ние самите добри, и потоа како да раководиме, да ги менаџираме тимовите, меѓутоа исто така земајќи го во предвид прво нивното здравје, нивната благосостојба, како тие се чувствуваат, нешто што е нели нормално редовна задача и би требало да биде редовна задача на менаџерите, меѓутоа во оваа ситуација сега практично потребата од истото е многу поистакната. Така што, еве, покрај ова, ние се собираме на редовна двонеделна основа, сите вработени се врзуваме на конференциска врска, каде што ги споделуваме работите што ни се битни за тој момент за организацијата. Секој повикан да постави некој прашање што може да постави. Им споделуваме материјали кои што би можеле да им помогнат. Материјалите се нели за справување со стрес, за медитација, йога, mindfulness и така натаму, за remote working, како да работиме од дома, кои рутини да си ги поставиме за да сепак не се изгубиме во околина, и пробуваме да го фатиме ова на тој начин. Имаме уште некои идеи што сакаме да ги почнеме веќе од следната недела, заради тоа што ако во првите 2 недели од оваа криза нели моравме да се адаптираме, не знаевме каде одиме и така натаму, сега веќе сме некако стабилизирани, односно немаме промени на дневна основа во нашата околина, така што можеме да видиме што е оно што можеме да го правиме за луѓето повеќе, за да прво го исполниме времето со теми кои што ќе не дефокусираат нели од целата ситуација во која што се наоѓаме, а од друга страна ќе понудат поддршка и информации кои што можат да им бидат вредни. Така што реков се оно што го правиме и за луѓето и за менаџерите како посебен сегмент некако го подредивме на ситуацијата во која што сме сега за да можеме да ги поддржиме. Одлично, да. Супер. Интересни прашања, интересни одговори. Некако време во лета. Јас многу би сакала да ве прашам сите вас. Викторија го потикна тоа прашање, меѓутоа што потоа? Еве ќе помине корона. И ќе бидеме попаметни, пофлексибилни, поедноставни можеби. Што е тоа што вие веќе чувствувате дека има некаква промена? Јас кај мене чувствувам веќе промена. Значи има нешто, знам дека веќе од сега па натаму нешто ќе правам поинаку.
прво и основно повеќе сум на Zoom, што секогаш ми било препрека и нешто као леле, ова не е за мене, меѓутоа излезе дека исто е нешто за мене. Значи, што е тоа што вие мислите ќе се случи, еве, после короната, еве, може би да почнеме со Никола, например, што имаш идеја како ќе биде после ова? Што научивме од сето ова? Првото нешто што ми текнува сега во моментов е имаше на почетокот на самото појавување на корона кризата, да ја наречам, на социјалните мрежи имаше еден quote, вика, after all we'll learn which meetings could be solved by emails. Знаете? Но во секој случај многу лекции ќе се научат во овој период и секако дека промптноста во реагирањето, leading by example, работи кои што за кои што сме сметале дека ни се ограничувачки фактор, а всушност во како кај тебе Zoom-от, а во всушност ни се opportunity во вакви тешки моменти или кризи. И доколку ги пребродиме и ги решиме на начин на кој што ќе го изнајдеме или по искуство, со, да кажам, со ниво на свесност, зрелост, самодоверба и лидерство, кое што ќе биде баш пример и за тимовите, може да се извлечат голем број на лекции и пред се за флексибилност и ефикасноста, можеби, но и за емпатичноста и комуникација во самите деловни средини, заради тоа што првата работа што ја кажав беше пола шала, пола вистина, така. Ќе научиме многу работи како да комуникацијата ја сведеме на многу поефикасни основи и да ги рационализираме сите, да кажам, да ги рационализираме сите патерни на претходните однесувања. Зашто тоа го говорам? Заради тоа што тоа сигурно претпоставувам дека може да биде пракса и за помалите, но и за поголемите системи пред се, дека од некогаш од сосема вообичаени и да кажам секојдневни предизвици, заради X причини можеме да направиме ситуација во која што ќе направиме проблем од секој решение, а не решение за секој проблем. А сега ова време ќе не научи баш да на ефикасен и брз начин наоѓаме решенија за сите предизвици. Одлично, благодарам. Викторија, би сакала да се надобрзаш, пошто ти го потикна тоа, што потоа, ако дојде повторно еден бранд, или ева, што научи Викторија, што научи тимот, што научите? Оно што сметам дека е многу важно и сметам дека повеќето луѓе во овој свет го сватија, дека во суштина ништо не е недопирливо, дека во суштина све е толку многу нежно, кршливо и осетливо, да едноставно нема како да сметаме дека овој систем сега што ќе го спроведеме и оваа техника што сега ќе ја примениме во некои нови времиња, во некои нови кризни ситуации ќе биде исто така применлива. Ова мене ме учи дека во суштина ние на вистина пред се треба да разбереме дека сме многу големи таленти за промени. Големи таленти за промени. Очигледно е дека повеќето се снаоѓаат во целокупнава ситуација и ги прифаќаат промените како такви и ги спроведуваат на дело. Ја тоа го гледам во секојдневие, во искрено се дивам на сето она што се случува околу нас. Така да големата лекција од цела оваа ситуација ја гледам во моментот дека било која понатамошна промена што би се случила или кризна ситуација од вакви рамки, ова е нешто невидливо, а не раздрма на многу јако ниво, сметам дека ќе можеме да го исхендламе и да излеземе победници од тоа. Друго нешто кое што сметам дека ќе биде една добра лекција е селективност. Да сватиме дека во суштина нештата можеме да ги третираме доста селективно и да се посветиме на приоритетите, кои што ние ќе си ги ставиме пред се.
Дали се лични, дали се професионални или комбинација од двете, едноставно све е возможно. Кога, еве да речеме, не знам, условно кажано, функционира образовниот систем, функционираат онлайн едукациите, кои што претходно биле исклучиво во едни огромни сали, каде што мора да има, не знам, по 200 посетители аудиториум, и сметаме дека само тоа е успешен настан. Јас сметам дека настани од овој вид очигледно дека може да функционираат и не е баш така битно дали ќе бидеме тет-а-тет или очи во очи, битно да има краен резултат од сето тоа. И сметам дека таа флексибилност, моментот на прифаќањето на промената и менаџирањето со истата и селективноста се главните лекции што треба секоја индивидуа да ги научи од целава оваа ситуација. Искрено не знам и не можам да одговорам, сметам дека е навистина тешко да се одговори, дали ќе бидам спремна со истиот потфат што го имам во моментов да одговорам на некоја следна криза. Меѓутоа сум сигурна дека сум веќе уверена дека можам да ја изеднам на соодветниот начин. Да. Искуство веќе имаме, да. Искуство веќе имаме, да. Јас мислам дека после коронава ќе имаме уште долго време доволно материјал за многу интересни приказни. А ние ќе бидеме сведоци, тоа е баш супер. Да, мислам дека многу материјал за филмови, за документарци, за приказни ќе има. Тоа е интересно, но за мене што е интересно, мислам дека после коронава, барем јас верувам дека ќе има некој еволуцијски скок кај луѓето и мислам дека сите ќе се запрашаме каков свет сакаме за нас. Заради тоа што многу илузии кои што мислевме дека се не знам клучни во нашето постоење сега се скршија. И гледаме колку животот ни се сведува на едноставни работи, колку сме ранливи. И сето тоа мислам дека ќе допринесе некаков нов вид на човечки род понатака во иднина. Не верувам дека нема да се справиме. Јас и кога гледав претходно филмови и кога гледам секој пат правам позитивно сценарио. Така да и сега верувам во позитивно сценарио, затоа што не верувам дека тек така не можеме да го премостиме се ова. Друго интересно, верувам дека сме спремни заедно и во очите колку сме поврзани едни со други во ситуацијава, да изградиме свет со подобри вредности во еднина. Така да, јас од целава оваа ситуација мислам дека ќе извлечеме многу позитивни искуства и лекции кои што понатака и на нас ќе ни направат поубава иднина, но и за идните генерации ќе направиме поубаво место за живење. Да. Интересно исто излагањето и вака како што ве гледам вака сите и спомнам, викам стварно навистина се сите поврзани. Една индустрија да киксне, сите ние ќе имаме проблем, некако. И сега Викторија која кажа, нели можеме и вака и конгреси да одржуваме, меѓутоа што ќе прави хотелиерската индустрија тогаш? Ако сите одиме онлайн, така Марина, така да сите на некој начин сме поврзани, меѓутоа што значи за вас, Марина, за хотелиерството сега после короната? Што ќе се случува? Какви предизвици? Како ќе биде? Јас мислам дека рестартирање од цела оваа криза ќе ни биде 10 пати потешко од отварањето. Затоа што треба голема посветеност на организацијското работење, како да бидат помали штетите од сета оваа криза, ресурсите да ги насочиме, ќе отворат прво рестораните, ќе отворат кафулињата, хотелите, да, казиното, као последно, веројатно, затоа што луѓето дека излезат од оваа криза почнат да живеат нормално, ќе треба многу време. Ние сега имаме искуство, отваравме објект пред во ноември месец во Скопје и знаеме колку енергија потрошивме као менеджмент и пак ќе кажам, сигурно 10 пати повеќе ни треба сега за да почнеме повторно да работиме, да се рестартираме.
Да, беше интересно. Секој на свој начин. Дејан, што мислиш ти како ќе биде после ова? Да, во принцип, пошто ние сме доста, голем дел од нашата работа е поврзан со хорика сегментот, веќе некои процени што ги добиваме и од другите компании, од корпорација кај нас е дека нема баш сите да се отворат, значи прво воопшто дека нема да успеат да се отворат назад, особено ние помали бизниси као кафичи, ресторани и така натаму. Меѓутоа, претпоставувам дека ако не се отворат тие на нивно место, ќе се отвори нешто друго и дека некако економијата ќе успее да се зајакне. Доста битно е кога ќе престане оваа криза, затоа што ако успееме да го фатиме летниот период, односно ако успеат да го фатат овој тип на бизнес и летниот период кога луѓето се пораздвижени и повеќе конзумираат течности и идат по кафичи, по ресторани и така натаму, мислам дека ќе биде добро пред да почнеме повторно да се затвараме по дома заради времето. Така што јас сум позитивен и оптимистичен. Инаку да се надоврзаме на претходните неколку соговорници, во принцип се пронаоѓам во неколку од коментарите. Значи, прво нешто што мислиме дека ќе претрпиме лични промени кај нас ако веќе не ги претрпуваме, во најмала рака во однос на нашите вредности, што е она што го вреднуваме и кои се ни работи, кои што ни се битни, пошто очигледно дека можеме да функционираме и да бидеме среќни со доста малку работи, доста малку работи на број, не знам, да сме здрави, да ни е семејството здраво, да сме, не знам, обезбедени со сите оние потребни работи што ни се потребни за живот. Например, еве денеска нешто зборував, имам 2 мали деца, 7 и 5 години, и нешто почна муавет некој као за одмор. И ја се онака со пола уста као најверојатно годинава нема да одиме на одмор, пошто ни дали граници ќе се отворат, ни дали ќе смее да се излегува и така натаму. Меѓутоа многу ме изненади нивните позитивни коментари, као во смисла ако не одиме оваа година, ќе одиме следната година, не е проблем. Или не знам, кај баба во двор имаме супер голем базен, па ќе одиме таму цело лето и ќе плиеме во базенот. Така што ако они можат така да реагираат на тие возрасти кои би сакале да се на плажа и да се бањаат во море и така натаму, мислам дека можеме и ние да реагираме на истиот начин. Што се однесува за тимовите и за компаниите, мислам дека ако нешто излезе добро од оваа ситуација, ќе излезе доста добро во начинот на работа, во приоритизациите што ги правиме, што е она што мораме да го правиме, што е она што сме го правеле до сега некако како она мрмотот кој што цело време прави нешто, не знае зашто го прави, така што сега кога ги прекинавме тие работи, мислам дека голем дел од нив нема да ги вратиме повторно назад. Ќе бидеме побрзи, поагилни, некако побрзо мислам дека ќе донесуваме одлуки и ќе се фокусираме на ние работи што ни се битни. И денеска мислам по што го видов, пошто ние што го организиравме со менаџмент тимот, мислам иако сме доста одвоени едни од други, дека на крај ќе излеземе посилни и посплотени заради тоа што гледаме дека знаеме да функционираме, да се поддржуваме и да работиме заедно дури и вака кога дистанцата ни го невозможува тоа. Да, супер, одлично. Како кај вас, Стефан, што мислиш, што научи ти лично, што научи тимот, како после ова? Да ви кажам право, постојат пак многу аспекти кои што деновиве учиме и можеме да ги пренесеме понапред. Факт е дека оние раководители кои беа микроменаџери, факт е дека сега мораат да го променат своето однесување, да научат да функционираат на поинаков начин, што верувам дека ќе остане. Апсолутно се зголеми довербата помеѓу луѓето, довербата во тимовите, што е некоја придобивка што ќе понесеме пак на напред. Понатаму, кај раководителите научија да менаџираат тимови, научија да работните обврски задачи ги спроведат преку одредени изолирани тимови кои што самостојно функционираат. Исто така некаква акселерација на агилниот начин на работа се случува во моментов не по волја на останатите. Понатаму од аспект на лидерите што така се зголеми
нивото на флексибилност кај оние кои што никогаш досега не биле флексибилни, биле можеби прилично конзервативни. Понатаму, у поглед на учењето, со оглед на фактот дека стандардниот classroom learning не функционира, почнавме да правиме воркшопи и навлеговме малку во тајните на правење на ваквите виртуелни воркшопи, што ќе ни остане како пракса и понатаму. Значи, едноставно, ќе научиме да учиме на некој друг начин. Или тоа што досега го пропагиравме као микролернинг, а некако не кликнуваше кај колегите, сега дома секој чита по неколку стати, секој наоѓа сам материјали како да дојде до одговорот на одредени прашања. Понатаму некои кризни процедури што ги спроведавме, како например ограничување на патувањето, како например забраната за собирање на повеќе луѓе на едно место, тоа ќе остане пак како пракса за понатаму дека не секогаш мораме физички да бидеме во една просторија за да се одржи состанок или за да се заврши некоја работа. Така, или, значи, не мора секогаш да се оди да се патува на службен пат, за да се заврши некоја работа. Очигледно може тоа да се случи на некој оваков поинаков начин. И исто така мислам дека некако на сила ги обучивме нашите раководители да профункционираат и во средина на несигурност, во средина кога сите параметри не се познати, а сепак треба да се донесе нека одлука. Што како нивна особина ќе се пренесе и за напред. Да, одлично. Да, значи всушност од оваа цела ситуација ние ќе имаме и доста придобивки. Апсолутно да. Не е толку црно сценарио. Не, апсолутно да. Значи промена на мајцето, видите, дигитализацијата во нашето општество знаеме дека каснеше однос на другите општества. И колку и да форсиравме со некој акселератори, тоа никако не успеваше. А сега гледате како функционираат и онлайн плаќањата, и онлайн нарачките, како функционира размената на стоката и на услугите на виртуелен начин, а додека порано сме го избегнувале по секоја цена, например. Да. Значи, всушност станува и можеби животот па ќе ни стане и поедноставен на некој начин. Ќе се промени. Дали ќе биде поедноставен, можеби, ама ќе се промени, да. Да. Интересно, стварно многу убави дискусии, имаме еден куп прашања, Линда, ќе стигнеме ли нешто да одговориме? Има многу убави прашања, убаво ќе биде на некој од нив да се... Има многу прашања, ние сме малце со време лимитирани, бидејќи почнуваме друг вебинар, нели, после овој одма. Некои од прашањата делумно беа одговорени како разговаравме, бидејќи нели се пак слични прашања што ги имаат. Јас ќе пробам нешто поразлично да најдам, бидејќи стварно нема шанси се да се одговори, многу прашања се. Само да изберам некое. Да видиме дали сметате дека работењето од дома во иднина би можело да придонесе одредени вработени полесно и послободно да се изразуваат во однос на работните обврски, а со тоа би дошле во преден план нивните капацитети и способности кои инаку не излегуваат на површина, можеби поради нивната интровертност. Прашање од Елена Димова. Интересно, тоа некако и како да го одговоривме малку. Малку, да, ама... Кој се чувствува да сака да го одговори ова прашање? Еве јас ќе го одговорам. Значи, како редовен режим на функционирање, ви кажа претходно воведовме, значи, секојдневни состаноци со целиот тим. На тие состаноци, јас секогаш се обидувам да излезам малку од редовната, од работната атмосфера со приватни разговори, со предизвикување на сите членови на тимот да контрибуираат еднакво. Значи, дури кога бевме физички во истата просторија, не контрибуираат толку во работењето на тимот, колку што тоа се случува сега. Значи, сакам да ја одговорам на прашањето да, мислам дека со начинов на функционирање како што е сега, одредени колеги се здобија со некаква нова храброст, со некаков нов ентузијазам да настапат и да ги комуницираат можеби поотворено своите ставови, што сметам дека апсолутно ќе продолжи кога ќе се вратиме во обичаниот режим на функционирање. Да, супер.
Ја мислам дека доколку нема нешто Лимба, може и ќе се одговори во следното прашање. Јас би сакала сите вас како свесни лидери да ве прашам или да кажете еден краток совет, бидејќи имаме многу интересни слушатели, краток совет како да се справуваат или што е тоа што можете вие да им го дадете на нив како совет на тоа како да се справат со ситуацијата или ете едноставно што да прават, некој совет за сите наши слушатели. Јас ќе почнам. Да, повеќе. Прво нешто што би го препорачал, нешто што јас пробувам постојано да го правам е да бидам колку што можам повеќе самосвесен за моите чувства и емоции во моментот, нели, за да знам како влијае целата ситуација на мене, дали тоа ми предизвикува позитивни и негативни чувства и кои се моите реакции после тоа. Така што ако успеат да бидат самосвесни за чувствата, мислам дека полесно ќе може да ги контролираат своите реакции, односно да ги насочуваат на работи кои што ќе им помагаат да се енергизираат со позитивни чувства, со позитивна енергија. Втората работа што би им препорачал е да видат кои се оние работи што навистина сакаат да ги прават. Има сигурно сет на работи кои што сакале да ги прават, сме сакале да ги правиме, сме немале никогаш време. И сега може би преку работните денови работиме, ама еве за викенд имаме сега колку сакаме слободно време, од денеска понатаму имате едно 55 слободни сати да правите што сакате, така да може нели да избереме и нешто што сме немале време до сега. И последната трета работа е да на како се вика take it day by day, значи од ден за ден, да не се фокусираме на тоа дека можеби ќе треба да бидеме вако уште месец дена или уште 2 месеци, него едноставно да ги поминуваме деновите еден по еден и така мислам дека нема да навлеземе во оној зачаран круг на мисли уште колку треба да седам тука и до кога ќе трае ова, како ќе издржам и така натаму, пошто во моментот сега ако треба нели да размислувам дека можеби 2 месеца ќе треба да седам дома покрај овој месец што веќе помина, најверојатно ќе биде прилично тешко да го сварам тоа и да го пребродам. Така што позитивни чувства од ден за ден и да бидеме само свесни за оно што го чувствуваме и како реагираме на истите тие чувства. Одлично, благодарам. Марина, твој совет? Јас што ги дадам совет еден многу практичен, да бидеме добри слушатели, да ги спочитуваме нашите вработени, луѓето во околината, да бидеме емпатични, дека во вакво време тврдам дека нема простор за его, да ги следиме препораките што ни ги даваат владата и здравствените институции. Луѓето секако мора да веруваат во нас, дека ние се грижиме за нив, тоа да им го покажеме и нема простор за паника. Кога сме uz нив и со нив. Да, благодарам. Одлично. Никола, твојот совет? Како одговорни лидери треба да покажеме, повторно ќе кажам, пример како да се однесуваме во вакви моменти и во вакви ситуации. Пред се, како што кажа и моите претходници, да ги калибрираме и личните очекувања, да го покажеме тоа и да го манифестираме и да ги научиме нашите членови на тимови да ги калибрираат и они своите очекувања во вакви моменти, да покажеме голема свесност пред се за безбедноста и за да кажам не само безбедноста, него и чувствителноста на секој член на нашите тимови, да во однос на тоа дозволиме поголема слобода во креирање на својот простор, на своето време и да јасно и транспарентно ги комуницираме сите предизвици со нив и да покажеме дека да покажеме голема свесност и зрелост уште еднаш во вакви моменти со лични примери. Да поттикнеме и да мотивираме да во сите овие предизвици дека сите овие предизвици се практично можности да се реагира и креативно, да се мисли out of box и да
како што и го покажаа тоа моите колеги во изминатиот период, многу практични решенија се применат и се тестираат и со тоа да бидеме малци похрабри, нормално, заради тоа што ова време ни го нуди тоа. И мислам дека ретко кога може да се повтори ваква можност да се тестираат новитети и out of box решенија. Благодарам. Стефан, твојот совет? Јас две препораки ќе дадам. Првата е, најдете си го својот работен стил. Значи, апсолутно треба секој да размисли дали е по-продуктивен наутро или навечер, дали го мотивират кратките паузи во текот на целиот ден или може би една долга пауза и така да биде продуктивен максимално во согласно со потребите. Второто е да внимаваме на себе си, затоа што многу лесно да се изгубиме во работата без попречувањето што ги имавме на старото работно место. Значи, поставете си подсетници за пауза, јасно кажете им на сите во вашиот тим кога сте достапни за работа, кога не сте достапни за работа, менаџирајте го ефикасно работниот ден. Толку. Одлично, благодарам. Маја? Би кажала една реченица, значи, мислам дека ќе служи и приватно и професионално. Во секој момент да останеме будни и љубопитни за што ни се случува. Сите работи кои што ги извршуваме како приватно и професионално, да ги извршуваме со должно почитување и посветеност и на крај да не си ставаме никакво очекување и ограничување за дадена ситуација. Да се препуштиме на процесот. И секојдневно да си ја повторуваме оваа рутина. Така да мислам дека тоа би ни било најкорисно. Да, благодарам. Викторија? Ја би кажала дека во целава оваа ситуација стравот е тој што може да ни представува една најголема препрека во целокупното решавање на оваа кризна ситуација. Значи, стравот мора да се победи. Стравот мора да се тргне на страна, зашто тој исклучиво тој може да направи голем проблем во донесувањето на правите одлуки во една ваква криза. Кризи ќе има. На дневно ниво ги имаме, без разлика дали се од вакво пандемско огромно влијание или се индивидуални секојдневни кризи, меѓутоа кризата е она што реално не движи напред. Никој пат да не си посакаме ваква криза за да се движиме напред и да учиме новитети. Меѓутоа ја би сакала да кажам една реченица која што, односно слоган од Алберт Ајнштајн, што искрено во оваа ситуација сметам дека е многу позитивен. Он вика, без криза нема предизвик. А ако немаме предизвик, животот станува рутина. По принцип рутината значи бавна смрт. Така да бидеме среќни во целокупното ова движење и навистина да се избориме на најдобар возможен начин со сето ова. Одлични излагања, одлични одговори. Баш се потврдил на свесното лидерство, нели? Кај сите вас, кај сите нас. Прекрасни коментари имаме, за жал не можеме да им одговориме на сите, но тоа укажува дека има голем интерес за вака, што значи дека можеме и да продолжиме да се дружиме во некоја друга можност, во некаква друга форма, затоа и не постојат и за џабе тие мастермајнд групи во светот, значи дружење со некаква цел. Така да ви благодарам на сите, ви посакувам пред се здравје и да останете такви какви што сте, затоа што сте сега најдобрата верзија од себе и верувам дека сите, ми се допадна најмногу тоа што сите верувате во луѓето, верувате во себе и само така можеме да направиме секако промени. Имајте убав викенд, сите релаксиран, секој на свој начин, поминете го убаво со вашите најблиски и ви посакувам се најдобро. Благодариме и на вас. Благодариме. Чао.